Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Среќа. Човечкиот ум е како плодна почва, врз која постојано паѓаат семки. Тие семки се мислењата, идеите и концептите. Кога ќе засадите едно семе, една мисла, таа почнува да расте. Дон Мигуел Руис. Несреќни сме само затоа што не ја препознаваме среќата во себе. За да се биде среќен, најважно е искрено да се посакува среќата. Кога искрено ќе посакаме да бидеме среќни, треба да научиме тоа и да бидеме. Подоцна треба да се потрудиме, да ја задржиме состојбата на среќа, а на тоа да ги поучиме нашите најблиски и сите околу нас. Потоа се е едноставно, затоа што среќата е заразна како болест. Среќата е навика и е најголемиот борец против болестите. Таа го штити вашиот организам. За да бидете среќни, мора да знаете дека среќата е во вашите мисли и чувства и дека никој не може да ви ја подари таквата состојба. Некој може да ви подари само среќни мигови, но никој на светот никогаш не може да ви подари среќна состојба во вашиот ум. Среќата е проткаена со вашиот мисловен процес, во вашите ментални представи. Ако еднаш поверувате дека таа ве води кон секое добро, ќе поверувате дека имате голема контрола над самите себе. Смиреноста, спокојството, љубовта и мирот, најголемите пријатели на среќата, ќе бидат патоказите што ќе ве водат кон сигурни успеси. Тие ќе ви помогнат да научите како да бидете среќни и како да станете свој господар. Ако им поверувате, тие ќе ви овозможат постојано да ја задржите состојбата на среќа и таа ќе ве следи во текот на целиот живот. Среќата е состојба на умот. За почеток обидете се искрено да поверувате дека сте среќни. Задржете ја таа состојба доволно долго и подсвеста ќе поверува во тоа исто како што и верува на секоја мисла. Секој човек прави избор од мисловни комбинации. Затоа мислите и светите книги велат: избери кому ќе му служиш. Тоа го кажува и апостол Павле кога дошол во Македонија. А понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е чесно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба. Само на тоа мислете. Тој знаел дека секој е онаков какви што се неговите мисли, а она што човекот го мисли во текот на денот, свеста, го применува во текот на ноќта, подсвеста. Потоа, нема да можете да побегнете од среќата, затоа што кога ќе си легнете среќни и кога наутро ќе се разбудите среќни, не постои можност да бидете несреќни. Кога еднаш ќе ја почувствувате среќата во себе, веќе нема да си дозволите да ја изгубите. И македонецот Епиктет еднаш рекол: кон среќата и спокојството на душата води само еден пат, затоа бидете подготвени да тргнете по него. Во рани зори и доцна ноќе свртете се кон себе и ќе видите светлина. Уште поубаво е чувството кога околината ќе започне да ја забележува вашата среќа. Тогаш целиот свет ќе тргне по вас за да научи како се станува среќен. Среќата е најубавото нешто што можете да му го понудите на својот пријател, затоа што тоа едноставно се состои во давањето на тоа што го имате, а не во барањето и земањето. Доколку тргнете по светот и запознаете различни цивилизации, ќе откриете дека сиромашните луѓе се среќни со сосема малку. Тоа малку е толку безвредно за богатите. Постојат луѓе кои имаат големи богатства и имаат се што ќе посакаат, но се чувствуваат потиштени, несигурни и несреќни. За разлика од нив, постојат многу сиромашни луѓе кои немаат ништо, но се среќни и безгрижни како деца. Тие се среќни кога го имаат она најосновното што му е потребно на секој човек: 3 оброци, покрив над главата и кревет. Од тука произлегува заклучокот дека најуспешните не се секогаш најсреќни, но најсреќните се секогаш најуспешни и најзадоволни од животот. Каде се наоѓа радоста, тамо е и богатството.
Среќата е многу релативна работа. Она со што некој е среќен, друг е несреќен. Постојат богати луѓе на кои никој не може да им помогне освен биолошкиот часовник. Но има и такви среќници кои откако ќе го слушнат ова, ќе си помогнат себе си без да вложат огромен напор. Само кога ќе изгубиме нешто што сме го сакале и не правело среќни, сваќаме дека сме биле среќни, но не сме го знаеле тоа. Секогаш биди она што си и стани она што можеш да бидеш. Така секогаш ќе бидеш среќен со тоа што си. Многу луѓе сакаат да бидат некој друг и за тоа постојано ја бркаат и отфрлаат среќата. Воспротивно, оние кои се среќни со самите себе наоѓаат задоволство во се и веруваат дека ја заслужуваат среќата. Ним да им ја доделите и најтешката задача, тоа нема да им представува проблем. Тие ќе ја извршат со љубов и ќе ја доведат до совршенство. Токму тие луѓе се успешни во секоја област. Ако секоја работа ја извршувате со љубов, секогаш ќе напредувате и ќе бидете среќни, водени од пријатноста на сознанието дека вашата судбина не го одредува она што го работите, туку начинот на кој го правите тоа. Теоретски, среќата представува преовладување на пријатните над непријатните чувства и состојби и прифаќање на животот таков каков што е. Среќата подразбира живот без стрес и зависност, без големи очекувања и бројни желби, живот исполнет со ведрина и спокојство. Сите проблеми, тешкоти и непријатни состојби како што се болест, недостаток од нешто, момент на криза и така натаму, се природна и нормална работа во која треба да се бараат позитивните страни. Среќата во ниту еден случај не е значајно определена од интелектуалните способности или од образовното ниво, туку зависи од претходно доживеаните искуства. Кога некој во еден период од својот живот копнел по нешто, задоволен е кога ќе го оствари. Секој би станал среќен кога би го сакал тоа. Но сите ние се стремиме да бидеме посреќни од другите, а тоа е тешко остварливо затоа што веруваме дека другите секогаш се посреќни од тоа што навистина се. Не споредувај својата среќа и живот со тугите, бидејќи не знаеш какви патишта поминале тие низ своите животи. Секое утро кога ќе се разбудиш полека и решително повторувај ја реченицава. Јас сум магнет, привлекувам среќа во текот на целиот ден и сум бескрајно среќен. Ти благодарам Господе што ми ја даде среќава. Ти благодарам за овој среќен ден. Во текот на денот кажи си, ова е мојот среќен ден. Со оваа реченица ќе ги избркаш стравот, грижата, бесот, омразата и неуспехот. Тие ќе исчезнат, а кога повторно ќе се појават, кажувај ја својата волшебна реченица се додека не се изморат од навраќање. Купи го тоа нешто што те прави најсреќен и те потсетува на убави нешта. Закачи го на видно место и секогаш кога ќе го погледнеш, нека те потсети на убавите мигови. Најди фотографија од некој настан што направил да се чувствуваш среќно. Закачи ја на видно место и секогаш кога ти е потребна сила, погледни во неа и сети се колку е убаво да бидеш среќен. Секој човек има своја музика што го прави среќен и го стимулира да биде уште посреќен. Сигурно имаш своји омилени песни, сними ги и слушај ги секогаш кога ќе почувствуваш потреба од среќа. Преслушај ја твојата омилена музика. Тоа нека биде твојата духовна храна. Среќата произведува емоции и предизвикува насмевка. Моментот на насмевка се случува кога хемијата во телото произведува енергија на високо ниво. Например, со секоја насмевка жлездата на тимусот кај човекот произведува Т клетки, Т лимфоцити, со кои што се препознаваат и уништуваат абнормалните клетки во телото. Насмевката ги активира внатрешните вибрации кои што делуваат врз нашиот организам и го чиста целиот систем каде што се појавил застој на енергија и забавена вибрација. Насмевката е одбрамбен систем против сите стресови и тој ја лекува најопасната болест на денешницата – ракот. Ракот поточно застојот на циркулација во дел од организмот, со што се предизвикува дегенеративност кај клетките, всушност е неспособен тие да се ослободат од отровите. Никогаш не може да се создаде толку отров колку што насмевката може да создаде противотров.
Секоја искрена насмевка, што е упатена кон својата душа, создава љубов во телото и реакција во организмот, поради што се произведува најмоќниот вистински лек против болестите. За да има правилен проток на енергија на секаде низ телото, потребно е секојдневно да си упатуваш искрени насмевки себе си и на другите. Болестите не ги сакаат насмевките и тие бегаат од среќните луѓе. Со ова ви е овозможено најлесно да научите како да придонесете за своето здравје преку среќата. Јапонката Казуе Като, која живеела 104 години, на својот 100-ти роден ден ја прашале: "Која е тајната на вашата долговечност?" Таа одговорила: "Секој ден, по неколку пати во денот, доживувам убави чувства и своето срце го исполнувам со радост. Наутро го гледам сонцето и му се радувам, ги наблюдувам цвеќињата со радост и со љубов. Таквото чувство на среќа многу ме исполнува. Му се заблагодарувам на сонцето што сум жива. Ги примам вибрациите од него, а за возврат му испреќам дел од мојата енергија. Така чувствувам дека си ги разменуваме вибрациите и дека го споделуваме животот заеднички. Кога ќе видиме нешто убаво, секогаш треба да го храниме срцето со љубов." Среќата е навика и таа оди таму каде што ќе ја повикаат, без разлика кој е оној што ја повикува. Таа не е привилегија само на богатите и успешните луѓе, среќен е секој кој вистински сака да биде таков. Среќата е будност во сегашниот миг, да се биде сега и овде. Кога еднаш ќе научите да бидете среќни, без оглед на тоа што ви се случува во животот, среќата ќе навлезе во вас, ќе ви донесе радост и секаде ќе ве следи. Силата на среќата е толку голема што дури и во пеколот да влезете со радост и среќа, ќе го видите само рајот. И најголемиот пекол е рај за среќните луѓе. Тие зрачат со радост каде и да одат. За да станете среќни, направете промена во системот на размислување. Излажете го. Смејте се кога ќе пристигне моментот за плачење и радувајте се кога сте тажни. По одреден временски тек, неминовно е и чувствата да ви станат такви, па ќе се уверите дека лагата полека станала вистина. Среќата е навика која се учи со секојдневно практикување и истата може да се постигне само со ваша одлука за промена на мислите и на чувствата. Затоа, каде и да одите, не ја барајте ја во вашата душа и во вашето срце, таа секогаш е таму. Сите оние среќни луѓе со кои што постојано се сретнувате, се поуспешни и поздрави од другите. За да бидете среќни и да ги засакате другите, неопходно е да се сакате себе си. Вистинската среќа не доаѓа од надвор и е од нематеријална природа, која во основа го има внатрешното искуство. Секој човек тргнува од мислата: "Она што го немам е подобро од она што го имам. Ако го добијам тоа што го сакам, ќе бидам среќен." Но и кога ќе го добие тоа, си вели: "Да имам повеќе, би бил посреќен." И така трча по замислената среќа, која во најголем број случаи е од материјална природа, несвесен дека само парите што ќе ги потрошиме се наши. Останатите се за некој друг, па макар и да сте најбогатиот човек на овој свет. Трчањето по огромни материјални добра никому не му го подобрило квалитетот на животот, туку само му донеле уште поголеми проблеми, а помалку слобода и среќа. Секому му се случило да трча по среќа, верувајќи дека таму е подобро од овде. Но кога ќе стигне таму, среќата го губи сјајот и преминува во истото незадоволство како и претходно. Среќата е насекаде околу нас, но најлесно можат да ја препознаат луѓето кои претходно искусиле тага, болка, материјални недостатоци и многу неостварени желби. Тоа се случува поради желбите кои се извор на сите страдања. Запомнете дека не можете да не бидете среќни доколку сте потполно присутни духовно во мигот кога си го поставувате прашањето "Зошто сум среќен?" Постојат многу позитивни одговори на ова прашање кои секој човек може да ги пронајде доколку реално и непристрасно ги побара во себе. За да бидеш среќен, пронајди ги изворите на среќата и задоволството во себе, па фокусирај се на она што прави да се чувствуваш така. Пронајди го и работи го она што на вистина те прави среќен, независно колкава е добивката.
Ако си среќен, тогаш нема да имаш потреба од големи материјални добра, со чија помош ќе се обидуваш да си ја купиш сопствената среќа, постојано трагајќи по нови извори кои ќе те направат среќен. Во суштина, додека живееш на тој начин, никогаш нема да ја почувствуваш вистинската среќа. Еве неколку македонски и други поговорки за среќата. Среќата се наоѓа во се, треба само да се знае да се земе. Алчноста е извор на сите несреќи. Обседнатоста да се биде среќен ја оневозможува среќата. Среќата е во патувањето, кон неа, а не на крајот од патот. Кога една врата на среќата се затвора, се отвора друга, но ние не ја забележуваме затоа што гледаме во затворената. На среќниот секој ден му е среќен. Границата меѓу светлината и темнината си ти. Кога некој мисли дека е среќен, тогаш навистина е. Духовноста во семејството. Единствена животна вредност е семејството. Кога ќе пропадне семејството, ќе пропадне се. И свештенството и монаштвото. Кога ќе пропадне семејството, ќе пропадне и светот. Старец Паисий Светогорец. Влегувањето во брак треба да биде поради чиста љубов, втемелено на духовна основа и без никакви скриени намери, за да може да се постигне хармонија на две срца, што ќе бидат како едно, а сепак доволно индивидуални. Во тоа заедничко срце се чува тајната на вечната љубов. Заедничко срце бие само кај партнери кои се искрени и отворени еден кон друг. Сето останато е само измама или илузија што наликува на љубов, лажна хемија. Хемијата секогаш е можна причина за запознавањето на двајца партнери, но пред да се стапи во брак, потребно е отворено и искрено да се поразговара со партнерот за планирањето заеднички живот. Искреноста ќе го одработи својот дел и сигурно ќе ве зближи повеќе од претходно. Таа искреност секогаш создава љубов и верност. Секогаш кога ќе почувствувате потреба од љубов и верност, повикајте се на искреноста. Бракот може да биде хармоничен и убав само помеѓу две независни и силни личности кои нема да дозволат ничие мешање. Ова важи за родителите, роднините и за сите од нивното обкружување. Најопасниот отров за функционалноста на брачната заедница речиси секогаш доаѓа однадвор со намера и под изговор дека се помага. Некогаш многу посакуваното добро од страна на најблиските несвесно ќе произведе несакани последици. Тоа го кажува познатата изрека «Лебот што ќе се скрши не може да се соедини». Ова важи за срцето на влюбените кое бие во ист ритам кај двајцата партнери. Ако очекувате некој однадвор да ве направи среќни во бракот, тогаш подгответе се за големо разочарување. Поттикнувањето на независноста од страна на најблиските може да помогне за опстојување на бракот, но никако не смее да влијае на самостојноста на брачните партнери при донесувањето одлуки. Сите партнери се подложни на променливост на чувствата и емоциите што ги имаат еден за друг. Во такви моменти потребно е барем еден од партнерите да вложи напор и да се поттикне со свежината на инвентивноста, односно да се зачини со нешто ново, при што и двајцата ќе бидат задоволни и среќни. Приспособувањето на партнерите во бракот е секојдневна потреба. Кај животниот сопатник не треба да се бараат особините што не ви се допаѓаат и не треба да го критикувате поради нив. Никој не смее да настојува да го моделира својот брачен партнер и од него да создаде лична копија. Наметнувањето туѓо мислење би навредило секого, особено ако тоа се случува секојдневно. Доколку сакате да изгубите некого, па дури и тој да ви е пријател, нарушете му ја гордоста и самодовербата. Не постои човек кој не греши. Од сето ова произлегува дека да се има добар брак, проследен со хармонија и љубов, партнерите не треба да се оптоваруваат со недостатоците и грешките кои што ги прават постојано. Во животот, па така и во семејниот, луѓето може да се поделат во две категории. Луѓето од едната категорија личат на муви. Мувата има една
особеност секогаш да се спушта на нечисто, прелетувајќи покрај мирисните цвеќиња. Така категоријата луѓе што се слични на мувите научила да го бара и да го мисли само злото, не познавајќи го и не барајќи го никогаш доброто. Другата категорија луѓе личат на пчели. Особеност на пчелата е да го наоѓа најубавото и најсладкото и да се спушта на него одминувајќи го она што е нечисто. Таквите луѓе имаат добри мисли, го гледаат доброто и мислат само на доброто. На сите што се навикнале постојано да ги осудуваат другите, па и својот сопатник, им предлагам да размислат во која категорија сакаат да се најдат и на соодветен начин да одредат во која од овие две категории припаѓаат луѓето што тие ги осудуваат. Старец Паисий Светогорец. Никогаш не фокусирајте се на конфликтите што ги имате со вашиот партнер. Кај саканата личност секогаш барајте ги убавите работи, доколку сакате да имате добар брак или вистинска љубовна врска. Само она на што ќе се фокусирате, тоа и ќе го добиете. Никогаш не влегувајте во конфликти за нешто што би сакале да смените кај партнерот. Поедноставен и побрз начин е најнапред вие тоа да го усвоите. За да најдете идеален партнер, треба да знаете какви карактеристики барате кај него. На тој начин, вие ќе ја пронајдете вашата посакувана личност, односно таа ќе ве пронајде вас. Таа личност може би е некој од вашата близина, но не може да ве забележи, бидејќи постои голема разлика помеѓу вас. Затоа, променете се. Љубовта е неопиплив и немерлив феномен. Подсвеста е таа која најмногу може да ви помогне да го засакате својот партнер и постојано да ја негувате љубовта кон него. Секогаш мислете на тоа дека покрај себе ја имате најдобрата личност на овој свет, љубовта од вашите соништа. Заблагодарувајте се за тоа што токму вие сте одбрани да ја делите среќата од животот со таа личност. Доколку и двајцата партнери би го применувале ова, бракот би бил прекрасен. Проблемите во бракот се лекции кои доаѓаат и заминуваат. Кога во бракот ќе се појават некои проблеми од исклучителна важност е отворено да се поразговара за нив, за да може да се надминат. Ако постојано ги зголемувате проблемите и не разговарате отворено за нив, тие ќе прераснат во балон што еден ден ќе пукне. Доколку во текот на денот сте му сгрешили нешто на партнерот, секогаш пред легнување извинете му се и никогаш не дозволувајте да заспие нервозен. Кога партнерот извесно време заспива нервозен, неговата потсвест ќе бара решение за излез од недоразбирањето. Таа може да го убеди тој несвесно да го бара излезот од проблемите надвор од домот, со што за секогаш ќе го изгубите. Затоа брачните партнери постојано треба да бараат начини како да се усреќуваат еден со друг и да ја негуваат љубовта. Секогаш имајте ја на ум глетката која сега ќе ви ја опишам и ќе успеете да створите среќно семејство. Вашето дете го држи едниот од вас со едната рака, другиот со другата. Тоа оди пред вас и ви го покажува патот, а вие го следите. Старец Паисий Светогорец. Доколку во бракот се појават проблеми и несогласувања за кои што партнерите ги исцрпеле сите можности за изнаоѓање компромис, потребно е да се побара помош од стручно лице, кое професионално и објективно ќе им приде на проблемите за разлика од вашето потесно семејство. Секогаш воздржувајте се од критикување на својот брачен партнер. Особено воздржувајте се од такво нешто пред вашите деца. Не заборавајте дека тоа доста лошо влијае на нив, па ако постојано ве слушаат како критикувате, не е далеку денот кога ова ќе го искористат против вас, бидејќи несвесно самите сте го побарале од нив. Родителите се основниот модел од кој што учи секое дете. Тоа гледа како тие реагираат во некои ситуации, па и самото така се однесува. Затоа треба внимателно да се однесуваме пред децата, бидејќи ним им е потребна родителска љубов од која ќе црпат енергија и самите ќе се вреднуваат. Успехот кој им го посакуваме на своите деца мора да се одреди и на нематеријален начин. Тоа одредување мора да ја вклучува и способноста да се сака и да се сочувствува, способноста да се доживее радоста, да се даде и да се подели, сигурност во сознанието дека нашиот живот има цел и конечно чувството на поврзаност со творечката сила на Вселената. Сите овие елементи ја сочинуваат духовната димензија на успехот,
Димензија која донесува внатрешна исполнетост. Дипак Чопра. Децата на овој начин ќе бидат отпорни на неволите на кои што ќе најдат. Личностите кои во детството не почувствувале страв дека ќе бидат напуштени или оставени подоцна во животот, постојано ги следи чувството на сигурност. Затоа се вели дека душата што била повредена во младоста, секогаш се навраќа на тие моменти и повторно ги преживува, исто како што се случува и со дрвото кога ќе се пресече. Покрај него ќе растат силни и сочни фиданки, но од него никогаш нема да порасне вистинско дрво. Љубовта и искреноста кон своето дете се највредните подароци од родителите. Постојат две трајни вредности кои можеме да им ги оставиме на нашите деца. Едната од нив се корените, а другата крилјата. Ходинг Картер. Карактерот кај децата започнува да се гради уште пред раѓањето и завршува на 4 годишна возраст. Затоа е потребно мајките кои се бремени да бидат смирени, активно да учат, да читаат книги и да замислуваат каков карактер посакуваат да има нивното дете. Во последните месеци од бременоста сетилата кај бебето се во функција и ги меморираат случувањата. Сите стравови кај децата, а подоцна и кај возрастните, се наметнати од околината. Поради тоа никогаш не треба врз децата да се применуваат методи на заплашување, бидејќи тие се многу сугестибилни и веруваат во се што ќе чујат и ќе видат. Големиот страв кај децата, предизвикан од нешто или од некого, може да ги следи и во поодминати години, па дури и цел живот. Со децата треба да се разговара смирено и заинтересирано, бидејќи ним тоа им е најпотребно за формирање на карактерот. Како ќе се однесувате вие со нив, така и тие ќе се однесуваат кон луѓето во текот на нивниот живот. Децата се слика на родителите и според нивното однесување ќе откриете во каква атмосфера растеле. Ако пред децата се случуваат немили настани, расправи, тепачки и насилно однесување, тоа кај нив ќе предизвика омраза проследена со недоверба кон околината. Децата никогаш не смеа да се навредуваат, бидејќи тие навредите ќе ги прифатат за вистина. Секој навредлив збор, упатен лично до детето, кај него ќе предизвика чувство на инфериорност. Тој збор кај него може да предизвика сугестија која ќе ја прифати со помош на автосугестија, па тогаш ќе прерасне во најлошата личност на светот, без разлика колку е интелигентно и генијално. Во овој контекст, зборовите глуп, прост, неразбран, невоспитан, мрзлив, несмасен, непедантен, страшливец и така натаму, кај детето будат чувство дека тоа навистина е такво и се идентификува со нив. Ако детето само еднаш заспие со чувство на безвредност, потоа ќе биде потребно многу труд и работа за да се врати на вистинскиот пат. Децата постојано треба да се стимулираат со пофални зборови. Тие се желни за пофалба, без разлика колку и да се непослушни и немирни, бидејќи таа им дава чувство на вредност и гордост. Пофалбата е најдобро средство за создавање добар и цврст карактер кај децата. Зборовите со негативна конотација никому не треба да се упатуваат, особено не во присуство на деца. Кај детето лесно може да се разбуди љубов кон околината, кон работата и учењето. Тоа може да се постигне со наедноставни примери од секојдневието и со приказни за доброто и злото, преку кои самото ќе направи споредба и нема да забележи дека тоа му е наметнато. На децата треба сликовито да им се објаснуваат сите природни случувања во надворешниот свет и кај човекот, па дури може и да му се даде представа за човековото здравје. Но за болестите не би требало да се разговара пред детето. Децата до 7 годишна возраст не знаат што е смрт, па поради тоа треба да им се објасни оваа природна појава. Најдобро е да им се каже дека тоа е природен процес, исто како и паѓањето на лисјата или сушењето на цветовите. Добро е да им покажете на децата како различните одлуки влијаеле врз вашиот живот. Нагонски, децата ќе сознаат дека животот зависи од нивниот избор. Дипак Чопра. Децата од мали треба да ги научиме да знаат што сакаат, а што не. Кога ќе побараат нешто да им купите, однесете ги сами да го одберат тоа. Например,
Тие самите нека му кажат на продавачот каква играчка сакаат или каква гардероба, велосипед, креветче и така натаму, а вие претходно договорете се со продавачот што да им предложи, бидејќи децата се прилично сугестибилни и веднаш ќе го прифатат предлогот. Тие долго ќе се сеќаваат и ќе им раскажуваат на другарчињата дека направиле собствен избор и си го купиле избраното. Не треба да се заборави дека преку изборот на играчките, децата ги изразуваат своите афинитети. Работите кои што кај детето не можете да ги отстраните дење, ќе ги отстраните ноќе по пат на сугестија. Детето кога ќе заспие, во првиот час спие најцврсто. Тогаш, приближете му се и со тивок, смирен глас, неколку пати кажете му го она што сакате да го прави. Например, ако тоа не сака да учи, ако е немирно, не сака да јаде или често се разболува. Кога ќе заспие, повторувајте му ги овие зборови. Ти учиш и секој ден си попаметен и поуспешен. Ти си разбран, послушен и умен. Ти имаш апетит и добро се храниш. Ти си здрав и силен. Сите овие работи вие во овие моменти ги вметнувате директно во подсвеста на детето и тоа воопшто не се противи. Успехот од оваа техника ќе биде поголем доколку ова му го кажуваат мајката или таткото. Ке се изненадите дека детето ги прави токму тие работи што вие сте му ги програмирале во неговото компјутерче наречено подсвест. Човекот никогаш не ја надминува потребата да биде ислушан од неговите родители. Затоа родителите треба секогаш со внимание да го слушаат своето дете и постојано да бидат покрај него, укажувајќи му ги грешките со кои што може да скршне од вистинскиот пат во животот. Децата уште од мали треба да се научат работите да ги сваќаат сериозно, но не и трагично. Во ова време на брз развој, секое знаење стекнато со сликовито и разбирливо објаснување ќе ги води децата со голема брзина напред. Ако ги запознаете децата со сите уникатности на човекот, сватен како богочовек, тие подоцна тоа ќе го прифаќаат со разбирање. Децата нема тоа да го отфрлаат како оние луѓе кои тврдокорно се врзале за одредени своји сваќања, па сега им е многу тешко да се променат. На овие луѓе стравот од непознатото не им дозволува да ја извршат промената. Тоа што немаат реални слики во мислите како и ограничениот поглед на светот што не дозволува проникливост, луѓето ги држи во постојано робство.